Седницата за одземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски не е одложена, од едноставна причина што таа не ни била закажана, вели за 1 ТВ председателот на Комисијата за мандатно-имунитетни прашања Павле Богоевски. Додавајќи дека има уште многу време до истекот на рокот, седницата ќе биде закажана по одржување на седницата на Комисијата за одбрана и безбедност за Законот за Агенцијата за националната безбедност, како и Законот за Координативниот совет за безбедност на разузнавачките служби. Неофицијално, неизвестно е како ќе поминат овие два закони, со оглед на тоа дека има поднесено многу амандмани, па најверојатно точката за одземање на мандатот на пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Никола Груевски ќе се најде на дневен ред во блиска иднина. Богоевски за 1 ТВ вели дека седницата ќе ја закаже откако сето ова ќе помине. Во средата, собранискиот спикер Талат Џафери испрати допис до мандатно-имунитетната комисија, со кој ја извести дека пратеникот Груевски неоправдано бил одсутен од собраниски седници повеќе од 6 месеци. Во членот 59 од собранискиот деловник пишува дека по добивањето на известувањето, комисијата во рок од 15 дена треба да заседава и потоа, по нејзин предлог, на првата наредна седница собранието треба да го стави на дневен ред. За пратеникот осуден за кривично или друго казнево дело што го прави недостоен за вршење на пратеничката функција, известување до председателот на собранието доставува судот кој ја изрекол казната. Председателот известувањето веднаш го доставува до Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања. За пратеникот кој неоправдано отсуствувал од седниците на собранието повеќе од 6 месеца, председателот на собранието ја известува Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања. Додека се уште не е известно дали Груевски ќе остане без пратеничкиот мандат, ниту меѓународната полиција Интерпол не го бара поранешниот премиер за да биде уапсен и екстрадиран во земјава. ВМРО ДПМН се уште не соопштила како ќе постапи нивната пратеничка група и како ќе гласаат за одземање на мандатот на експремиерот. Се уште одлучуваат и 8 пратеника од независната пратеничка група на ВМРО ДПМН. За одземање на мандат потребни се 80 гласови. За подсетување, човекот кој се колнеше дека Македонија му е се, а сега бегалецот Груевски, од татковината е одсутен веќе 6 месеци. Од лидерската позиција во ВМРО ДПМН замина во декември 2017-та и стана почесен председател на партијата, а на челната позиција во Белата палата се смести Христијан Мицкоски. Мицкоски вели дека нема контакти со својот претходник, како и дека Груевски не влијае врз политиките на партијата. ВМРО ДПМН никогаш јавно не се огради од ставовите и политиките на Груевски.